Бројни награди, настапи на голем број концерти го отсликуваат 20 годишното постоење на студиото за модерен балет Анабела. Приказната започна првенствено под името Глорија, за подоцна студиото да го реименуваат во чест на балерината Анабела Стевановска. Тие 20 години напорно работат за да постигнат успех, кој последниве 2 години исплива на површина. Успеси има многу позади нас, значи почнувајќи од тој надпревар, Макденс, што беше пред 10 години, веќе го нема. Последниве 2 години сме на меѓународни надпревари во Македонија се одржуваат, значи организатори се разни танцови студија со и до сертификати, значи интернационални денс организации. Еве 30 до сега што ги организираат се на Прима Данца, на Ребис и на Ритам Плюс, последниот што бев. Значи оваа година имаме земено 16 први места и едно второ место. Многу пати знаат да кажат децата дека им штрчи тоа второ место, но е напротив од кога го добија тоа второ место, ние продолживме со многу повеќе елан за работа и веќе на следниот надпревар си го заслужено прво си добија. Бројните први места танчерите на Анабела заслужено ги добиле со напорна работа и вежбање на кореографиите. На надпреварите учествуваат со различни танци, а добиените награди се дополнителен мотив за секоја следна кореографија да биде подобра од претходната. Следната година, за прв пат студиото за модерен балет ќе учествува на меѓународен надпревар во Сараево. Посебно значење им даваат со тоа што секој дете добива сертификат дека учествувало на тој надпревар со меѓународен печат и подпис од организаторите што се на тој надпревар. Секој дете добива медаја и јас мислам дека нема поубаво нешто од тоа дома да си имаш медаја која што ти си ја заслужила, посебно овие деца, убаво е да се радуваат на тие работи. Децата се значи активни на часевите, сакаат да работат, значи имаме и уф и оф, не можам, ама јас им го кажав дека кај нас веќе кога ќе дојдат 3 години да вежбаат, значи го нема тоа не можам. Значи кај нас се може кога се сака, нормално. Сакаат да учествуваат, редовно ме прашуваат кога имаме. Јас имам месечно по 2 до 3 надпревара надвор од Македонија понуди. Но финансиски не сме моќни. Еве сега, например, дефинитивно сме решени оваа година во Сараево на Интерденс Фест да одиме. Значи тоа е еден од поголемите надпревари во Европа. За децата пак кои редовно го посетуваат студиото за модерен балет, желбата да станат балерини е се поголема. Зашто сакам кога ќе пораснам да бидам балерина. Јас вежбам во Анабела, бидејќи кога ќе пораснам сакам да бидам наставничка по балет. Јас сакам самата. Сакам да се вежбам и кога ќе пораснам сакам да бидам балерина. Јас сакам да вежбам во Анабела затоа што сакам да кога ќе пораснам да станам балерина. Па ние овде во Анабела играме нови кореографии, се растегнуваме, вежбаме, одиме на надпревари, освојуваме награди, се растегаме, играме многу песни и настапуваме. Ние во Анабела вежбаме, се растегаме, учиме нови кореографии и настапуваме.
Од оваа година, за прв пат во балетското студио се воведе и класичниот балет како правец за кој голем е интересот кај децата. Јас кога бев мала одев на класичен балет, на тогашното пионерски дом. Значи, за да работи некој класичен балет треба пред се да има завршено образование за класика. Значи, јас стојам позади тоа дека балетот не е од YouTube копи-пасте, бидејќи секој тоа може да го направи. Еве ни се отвори шанса да девојкава што ни е кореограф, значи заврши средно балетско училиште во Скопје, што веќе тоа го има сработено и што знае многу добро да го представи на децата. Класиката е основа за секој балет. Дали е тоа модерен, дали е хип-хоп, класичен балет треба секој да знае. И многу е, мислам јас, по моја срамота да те прашаат кои се основни позиции на балетот, да не знаат да ги кажат децата. Почетоците со класичниот балет се од оваа година. Почнавме, значи, за најмногу за развивањето на децата. Значи, класичниот балет е основа за секој танц, посебно за модерниот балет, значи им треба многу класиката. Класиката е најмногу за држењето на децата. Значи, тие некои позиции што се многу битни во класиката, се многу битни и во секој друг танц. Значи, прва позиција, втора позиција, тоа го има секаде во секој танц, мора да се знае. Покрај малите танчерки, во Анабела членуваат и повозрасни девојки кои отсечинуваат најстарата и неискусна група. Токму тие велат дека преку танцот правилно се развиваат, а покрај тоа се стекнуваат и со многу нови пријателства. Балетско студио Анабела ми отвори многу можности. Најпрво дружба со многу други деца од Велес, исто така, од околните градови, од другите држави. Исто така помогна при мојот физички развој, бидејќи тука учиме како да се биде исправен, основни движења, и при тоа може да се рече дека со мала слава се стекнавме, но не баш. Љубовта кон балетот ми се пројави кога тргнав во училиште, бидејќи имав една другарка која веќе го посетуваше ова балетско студио и некако покрај неа и мојата желба се пројави кон главно балетот. Во Анабела сум член веќе 2 години и сметав дека е најдобар избор да бидам овде поради тоа што е најдобро рангирано балетско студио и сметам дека има најдолг стаж досега во градов и затоа одбрав да бидам член од Анабела. Најчесто се фокусираме на модерен балет, класика, класичен балет. Значи, од годинава се воведе и за малечките класичен балет. Сега добивме и дозвола да играме и хип-хоп и ќе се стремиме кон тоа, играме реге и други различни танци. Хореографката и собственик на Анабела вели дека за нова година сака една нова балетска сала, каде децата ќе ги уживаат сите услови кои се потребни за танцување. И оваа година тие го подготвуваат хуманитарниот концерт, а собраните средства ќе ги донираат во општата болница во Велес на детското оделение за опремување на игротека, кој ќе го разубави престојот на дечињата во болницата.